Почитуван заменик министер, почитувани членови, почитуван председател, пред нас е предлог на законот за вештачење. Критики уште еднаш силни како тоа закон кој што има 70 членови, само 4 ставови се усогласуваат со регулативата на ЕУ, повторно се наоѓа на Комисијата за европски прашања. Овие критики кои што доаѓаат до начинот на кој што се разгледуваат дел од законите во Комисијата за европски прашања се од суштинско значење, затоа што местото на овој закон не му е на Комисијата за европски прашања, односно местото му е на Комисија за политички систем, каде што навистина суштински треба да се разгледа кои се импликациите од донесување на ваков закон. Само за еден пример да знаете каде, во кои ставови се врши усогласувањето и за вас и за јавноста, можеби за колегите кои што го пропуштиле овој дел. Членот 15. Барање за полагање на испит. Барањето од овој став, односно барањето за полагање на испит, се доставува и во електронска форма со употреба на средство за електронска идентификација преку национален портал за електронски услуги. Преку национален портал за електронски услуги. Во членот 17 истата формулација национален портал за електронски услуги. Ке ве потсетам дека токму регулативата на која што се однесува усогласувањето на овој закон е веќе усогласена со нашето законодавство и е усогласена со Закон за електронски документи, електронски идентификација и доверливи услуги. И треба да правиме разлика од усогласување со европско законодавство и хоризонтална имплементација, хоризонтално усогласување, односно имплементација и почитување на наши веќе донесени закони. Знаете каков преседан правите? Зарем секој закон во кој што ќе има измена во однос на поднесување на документи во електронска форма ќе треба да се најде на Комисијата за европски прашања. Замислете во ерата на дигитализација, ако во било кој закон го споменете националниот портал за електронски услуги, ќе се повикаат на регулативата на Европски парламент и на Совет од 23 јули 2014. Што значи и е спротивно на имплементација, односно усогласување со европското аки. Или целта е создавање на една димна завеса пред нашите партнери и да се создаде слика дека во Македонија се врши некакво усогласување. Само ако го отворите текстот на законот, ќе видите национален портал за електронски услуги. Ако е национален портал, тоа е веќе регулирано со наш натрешен закон. Ако предвидувањето за достава преку електронски пат е преку националниот портал, а националниот портал ви е регулиран веќе со други закони, тоа е Закон за електронски документи, електронски идентификации и доверливи услуги, тие веќе се имплементирани во нашето законодавство во конкретната материја, значи ние имаме почитување на законите, односно уставот и законите, односно се имплементира правилото на уставност и законитост, односно истото правило кој што вели дека законите кои што се донесуваат треба да бидат усогласени со уставот и со законот и не треба да бидат противречни. Односно со тоа што се почитуваат Законот за електронски документи, електронски идентификации и доверливи услуги, ние само го почитуваме начелото на уставност и законитост, а ние не вршиме имплементација на европско транспонирање на европска регулатива во македонското законодавство. Или намената на овие закони на Комисијата за европски прашања е друга. За оние кои што не ја следат работата на Комисијата за европски прашања, кои што пишуваат само формално правни известувања во кои што се наведени број на закони, денеска имате на оваа дополнителна седница на Комисијата за европски прашања, имате предлог на закон за вештачење, односно имате закон кој што не се усогласува со европската регулатива воопшто и требаше да се најде на Комисијата за политички систем. Меѓутоа, може би треба, кога одите на тие средби, а веќе дадов една критика на средби на кои што разговарате за улогата на парламентите во транспонирањето на регулативата, може би затоа одите во затворен круг, налик на туристичка агенција, па не дозволувате, може би се плашите дека некој од опозицијата ќе дојде и ќе каже, еве, во усогласувањето кое што го вршат, тие предвидуваат електронска достава преку националниот портал. И сега партнерите во Европа ќе прашаат, а каде е националниот портал?
Па кај нас, во Македонија. А со кој закон е регулира националниот портал? Па со закон за електронски документи и за електронска идентификација. Па чиви се тие закони? Па наши се закони. Па како се усогласувате со регулативата на Европската Унија? И следува, кажете ми за да ви кажа. Така? Или формално правно имате бројка која што се однесува. Да се усогласувавте, да ја вршевте доставата преку некој европски портал, може би ќе разберевме, меѓутоа не преку националниот портал. На овој начин вие навистина ја искривувате работата на собранието на Република Македонија. И јас еве практично ви кажувам, ќе треба да се имплементира електронската достава во безброј други закони, затоа што 21 век, време на дигитализација и ќе треба се почесто да ги споменуваме овие портали и да се користат овие електронски услуги. Сите тие закони ќе ни завршуваат овде на Комисијата за европски прашања, без разлика дали е образование, здравство или било која област општествена, и затоа ние ќе имаме ваква ситуација на Комисијата за европски прашања. Имавме сега за среќа го тргна следна точка беше закон за заразни болести, претходна точка беше кривичен закони. А актуелната точка сега е закон за вештачење, ќе ве молам. Абсурдна ситуација дека ние го усогласуваме сето тоа, секогаш се прават само маргинални измени и за жал не знам кого лажете, затоа што и кого да лажете на крајот на денот, вистината ќе излезе, односно ќе се види, односно ние недоволно имплементираме европска регулатива кај нас, токму поради тоа што се занимаваме со закони кои што треба да се најдат на други комисии. Нека оди предлог законот за вештачење на Комисија за политички систем, дајте ние да се зафатиме со вистинско транспонирање на регулативата на Европската Унија. Кога станува збор за предлогот законот за вештачење, ова е прво читање, таа е ситуацијата што е, за жал не е на Комисија за политички систем. Она што можам да го најавам дека ќе го разгледаме предлог на законот во насоки дека се дават можеби премногу ингеренции на комората, а не знаеме колку се усогласени вистински со комората. Можеби малку апсурдно е дека Бирото за судски вештачења сега со овој предлог закон се претвара во биро за процена. Малку е спротивно на самиот назив, затоа што вештачење и процена се две различни работи. Сега со предлог закон за вештачење, вие бирото за судски вештачење го претварате во биро за проценка. Тоа треба да го разгледаме, односно се дава премногу, можеби се прави обид да се префали вештачењето кај приватни фирми формирани согласно законот за трговски друштва. Можеби станува збор за тој тек на финансиски средства кои што институциите од една во друга го префрлаа, одеше во бирото за судски вештачење, па треба да заврши во некои фирми за вештачење, во ред. Ако е тоа целта, меѓутоа се наметнува прашањето каде би се вештачеле кривичните предмети на јавното обвинителство, каде би се вештачеле кривичните предмети на судот. Сметам дека тоа лакомење за државни средства, за државни пари диригирано кои што завршуваат во одредени џепови, едноставно тешко дека има кај вас, дека има сопирачка, па подготвени сте да правите секакви измени без при тоа да бидат соодветно усогласени или без при тоа да се разгледуваат на соодветен начин. Имаме и некои други работи кои што можам да ги најавам, например странски вештак, членот 7, доколку во Република Македонија нема вештак или установа од определена област, вештачење може да врши странски вештак или странска стручна институција, доколку според законите во матичната земја во која е регистриран да врши вештачење ги исполнуваат условите за вршење на вештачење. Премногу широка квалификација. Од кој земји? Од кои земји? Вие немате од кои земји тие ќе дојдат? Да не ни се појават вештаци од сомнителни држави каде што на сомнителен начин се добиваат потврди за вештачење. Понатаму вие не сте регулирале пред кого тие ќе одговараат дисциплински, затоа што сте навеле спрема законите во матичната земја. Понатаму не сте навеле
на кој начин ќе се наплаќаат неговите услуги? Дали според тарифникот во нашата држава или според тарифникот во матичната земја? Односно, сте предвиделе странски вештак, односно влезна врата на пазарот за вештачење, а при тоа само сте кажале дека е усогласено според законите во матичната земја. Овде е многу проблематично. Дали од ЕУ, дали од не знам, од земјите партнери, не знам од каде и зошто тоа не сме го навеле. Јас сметам дека треба ако разговараме за странски вештак, она што е основно, од кои земји доаѓа, ако наведуваме странски држави, од кои земји доаѓа, затоа што имаме и пријателски и непријателски, имаме и држави во кои што можеби имаат многу пониски критериуми кои може да го врши вештачењето, значи од кои држави, дисциплинската одговорност за тие вештаци и тарифите по кои што ќе се наплаќаат. Тоа не ви е наведено во членот 7, велите само според законите во матичната земја. Според законите во матичната земја е во голем обем откажување од законот за вештачење кога ќе стане збор за странски лица кои што вршат вештачење. Може би треба да го разгледаме членот 5. Од членот 5 се споменува супервештачењето и тој заменик министерот го спомена. Супервештачење може да врши правно лице основано согласно одредбите од Закон за трговски друштво со вработено најмалку 3 лица со лиценца за вештачење, високо образовна установа, научна установа, стручна установа и орган на државната управа. Во членот 5 установите и друштво во поранешниот закон, установите и друштвото ставот 1, алинеја 1 и 3 од овој член можат да вршат и супервештачење доколку имаат вработено најмалку 3 лица со лиценца на вештачење. Се отстранува овој дел во новиот член кој што вели дека високо образовната научна и стручна установа треба да имаат вработено најмалку 2 лица со лиценца за вештачење. Односно во новиот текст да и ова може да биде усогласување. Во рете ќе продолжи расправата кога ќе стигне на второ читање. Ја се надевам дека ќе се вклучат овде и најповиканите да ги дадат своите забелешки. Се надевам дека ќе продолжи позитивната пракса забелешките од опозицијата да бидат прифатени. Меѓутоа, она што во претходната точка кога стануваше збор за кривичниот законник го поздравив како пракса на Министерството за правда и стојам позади тоа, диаметрално спротивна тоа е работата на Комисијата за европски прашања, каде што немаме никаква дискусија, немаме никаква дебата, се замолчува опозицијата и односно само се формулираат и се наоѓаат начини да се искриви постапката за имплементација на европската регулатива во Македонија. Уште еднаш апелирам, односно овој мој говор беше од 2 дела составен. Едното беше дека местото нему е нова комисија и вториот дел беше кога веќе е овде и тоа е реалноста, ќе се обидеме, ќе дадеме наш допринос да го подобриме овој законски текст. Ви благодарам.